Джижиња, како сте? Добродојавте во нов влог. Денеска позади камерата повторно е кој друг ако не Марко. Ставете му subscribe, имате линк до него во дескрипција. Моментално каде се позади мене и гледате зградиве. Облаци гледаме позади тебе, натака се. Користи се. Ене ги зградиве. Значи бевме туку до цементара да се поздравиме со Рингиш пилот што го затворија, не знам зашто го затворија, пошто беше многу интересен, беше многу добар, ама го затворија. Месец дена само што почне сезоната и они мора да го затворат. Сега пошто го затворија, а мене ми се вози, ки идеме во Борис Трајковски со Марко да се возиме, ама уште нема да идеме сега, затоа што уште е детски. Таму се иде навечер, поинтересно е навечер. Сега идеме до продавница за патики, да цирнеме што има патики, пошто овие ми се скоро скинати, така да земам нови патики мора. После ќе идеме во катаца малку нешто се прошетаме, да земам кабел за микрофонот. А вие оставете лайк на почеток на видео и следете го до крај. We going on a trip on our favorite rocket ship, flying through the sky, little Einstein. Going on a trip on our favorite rocket ship, flying through the sky, little Einstein. Пошто знам дека сум досаден, за да не ви досадам, дори да стигнем у центар, уживајте во оваа монтажа. Пошто има 4 минути дури да дојде автобусот, ќе идеме да стигнат автобуска, пошто зашо да не, ако го пропуштиме, ако не го фатиме, ќе пробаме да го фатиме, ќе пробаме да трчаме за да го фатиме. Ама ако не го фатиме, ќе идеме пешки, пошто уште 2 станици е центар. Не, куче. Кај си бе грд? Бе овој грд. Кај си? Еј, Перо! Ој е Перо Зеро! Перо! Ти си дошол во Скопје. Кај си бе, Перо? Кај си бе, Перо? Види го. Види го, Перо. Види го, Перо. Моли за мјус. Моли за мјус, Перо. Ете зашо го викам шитимо. Значи, се шетаме, си одам фино лепо со ова, со селфи стуко по мене. И поминува човек со жена, со дете и со пуканки раки, буквално у мене влага, се мава и ме лупа мене. И ми се врти и ми вика, дечко, ало, извини да ми кажеше. То не, човек, то прво ти се лупна од мене. Не се лупна ја од тебе. То второ, имаш од тебе дете. Каков пример му оставаш дека треба да се расправа со секој вторшак и се допреш со рамо, не сакајки? Брат, гужва е, поминавме се допревме. Колку пати се маваш во автобус со луѓето и викаш извини на сите. И оправо ти ме удри мене, не те удрив ја тебе, така да чилај, смири се, не се возбудувај и не остави лош пример, имаш дете. Срамота е. Возрасен, маж си. Поздрав. Километри бројам, далеку од те. Значи, кога сме далеку и се гледа тука, луѓе. Многу е високо и од тука више почиња да ме фаќа малце страв. Пошто ако ме знаете мене, знаете дека имам страв од висини. И ако правам такви работи, адреналинот ми се дига на 200. Многу ми е страв и зинат ги правам, пошто се што ме е страв правам. На едно или на две ке се возим, зависи колку ќе ми издржи стомакот, ама ќе пробам да ги одберам најлудите, најмрднатите за возење, да ги одберам. За да ми биде интересно, пошто се плашам од висини и заинат идам против висината. Уште не сум таму, ама чим Коле можам и јас. Коле, чим ти си може, брат, можам и јас. За него не знам. Пошто Коле личи малце појак од него. Ама чим Коле можел, чим Коле можел, можам и јас. Тоа ми е мото живот. Чим Коле можам и јас. Леле, човек, ме фаќа премногу страв. Ме фаќа премногу страв, пошто ги гледам од тука и личат многу страшни. Ама мора да се возиме поготово на Рингиш пилот, мора, барем на Рингиш пилот. Пошто е многу високо иде. Тоа јако тоа го ти кажам. Не сотиме тук прво да видиме што како има. О, Трачо! Еве го Трачо, истото е. Се возам на тоа? Идеме на тоа. Што е ова, бе? Мене сум страв, сум вештен. Има вештен. Не горе, вато не горе.
трчавме со најлабавото, сполаваме на трамболина за да се грееме. Следно мислам дека е ова и после тоа ова. Додуше ова пострашно би сега многу. Отколку ова реки. Това е способно дело. Да, да не Сега сакам да го видам ова како изгледа во акција. Не сакам да се пуштам пред да го видам. Значи мора прво да видам како изгледа. Луда, ма сакам да го видам како изгледа. Значи не се пуштам пред да го видам, нема шанс. Нема ги билет. Да, ти кажам а сега билет. Има право да се направи. Ама ова не дигна нагоре на се. Не гледам. I can see Russia from over here. Ај доста беше. Спуштай, мајсторе! Спуштай! Абе, на другото не идеме. Брзо, еј! Абе. Леле ме е страшно. Ако пиштиш погласно помалце ти е страх. Ти си на полиска малце, не плачи. Само нема веза од стравка. Кога гледам доле, не гледај доле, гледам небо. Не гледам небо, повисоко. Гледай го погледот. Holy shit, кој шатку ја бе. Абе, на то другото не идеме. Се спушта, фала Богу се спушта, јес! Преживеавме, луѓе. Преживеавме телефонот ми уште у рака. Easy money, baby, skirt! Holy shit! Доколку сме високо, ми созата си. Минувам што претходно кажав дека Рингиш Пилов не личи страшен, многу е страшен и мислам дека на тоа таму нема да идеме, пошто тоа личи пострашно. Немам храброст да отидам на тоа. Лел, тука ми е страфа, не била таму лел. Може. Нема може. Ова не го снимам, пошто ќе ми летнеше телефонот, ова беше премногу Вака се страшно. вртеше, вака. Беше премногу страшно, не може да слушаш што ќе ми летнеше телефонот. Не беше толку страшно колку другата, ама телефонот многу лесно може да летне. Оу! Оу! Ова тука? Нула! Споре ма се пијам дека. Ти си бе? Како се осеќаш, Марко? Боли стомак. Оу, како каша да те мата, да се што имам понатре, сега е чорба. Ми се порајчам Тоа многу. камиказијата са. Тоа ми кажи, Саш, кој ти беше добра најстрашно? Се возев, се возев. Најстрашно ми беше. Трамболинот. Кажи прво на што се возев, прво се возев. Прво на трамболина, не се возев, нема везе. Добре, Прво се на возев трамболината, на почнавме така лабаво за да се загрееме. Трамболината нема светло. Идем се исповредивме. Значи прво на трамболината, ќе кажеш најбезбедно, ама најопасно беше, жи ми се, не беше страшно, ама беше најопасно. Можеш да скршиш нешто таму. Ја пошто ги дигам секад ракавите, се изгрева во трамболината. Беше многу јако интересно, беше добро. Префатирам на трамболина и ми беше многу страх, мислев дека не е толку страшно, нема везе. После бевме на рингиш пилот, ама на високиот, те носи едно 40-50 метри увис и таму те врти, од страна личи многу споро. Многу споро личи страна, ама не беше споро, беше брзо, беше страшно. И после бевме на камикази, тоа се како два чекани и вртат у круг. И тоа страна личи најстрашно, ама не ми беше мене толку страшно. Мене многу пострашно ми беше на рингиш пилот. Жи ми се многу пострашно беше на рингиш пилот. Ја више не идам ништо дека. Иначе бари ови фала, пошто му плакеше. А ја плакав ќе дадеш ти дома пари. Него, зашто ти беше окей. пострашно? Најстрашно. Ама сега ти плакеше бе. Најстрашно на што ти беше? Најстрашно ми беше на високиот рингишпил. Париш ми гледаш? Ти можеш да идеш у болница после тоа. Ќе каже некој рингишпил детска работа. Не е за деца, ова не е ни за возрасти, страшно е многу. Беше многу јако, реално, ама убаво кажав, чим коле може, Боз. можам ја. Како се осеќаш? Феноменално. Осеќам се.
Hvala ви дечки што гледавте видео. Ако ви се свигаше ставете лайк, ако не ви се свигаше повторно ставете лайк. Сабскрибнете обавезно за уште поише видеа. Што? Не ми се пифа лего. Ако сакате уште поише видеа, сабскрибнете, имате линк од него во дескрипција, имате линк од мојот Инстаграм во дескрипција. Ако го гледате видео сега до крај, во коментар коментирате хештег ако може Коле, можам и ја. И на стори кој го споделувате видеото, такнувате го Коле. Еден од тие што ќе отакнат Коле на стори и ќе го пишат хештег ако може Коле, можам и ја, ќе го поздравам во наредното видео. Така да дечки, фала што гледате видео, се гледаме во наредното. Let me down.